Добро вечер на сите. Пресреќна сум што сум меѓу вас. Благодарам. Знам дека Битола беше и остана еден од најубавите градови во Македонија и се восхитувале многу конзули, ја опевале, ја пишувале поети и писатели, песми, пееле за неа, ама тоа е убавата страна. За жал, Битола е еден од најзагадените градови во Македонија. Очекуваше живот, а живот нема во загаден град и загадена атмосфера, како што ни е воздухот загаден, загадена ни е и политиката. Знам дека остана уште еден чекор до реализацијата на пречистителната станица, беа искористени средствата од ИПА фондот, ама наместо да пресечат лента и да се пофалат, не успеа се уште ни тоа да го сторат. Но се уште е Битола прекрасна, се уште и се восхитувам, се уште верувам дека ќе дојде ден кога ќе се справиме со загадувањето од рек и дека ќе погледнеме наоколу и ќе ја видиме онаа прекрасна планина Пелистер, на која сите и се восхитуваат и од која можеби битолчани можат и да живеат. Но за тоа се потребни промени. Што велат извештаите за земјата во која дојде животот 2,5 речиси години потоа? Дека економистите германски рекоа дека економијата и задоволството е нула. Ако е нула успех, тогаш не знам што е неуспех. Веројатно некој ирационален број, оние кои се бават со технички науки подобро знаат, го знаат тоа од мене. Велат дека режимот е хибриден, не е либерален, тоа значи нема демократија. Далеку сме од владење на правото. Не се справуваме со корупцијата и криминалот, а јас веќе неколку пати повторувам дека умни луѓе велат дека закана поголема за суверенитетот од криминалот и од корупцијата нема. Непотизмот не само што расцвета, предсвета. Стручната и јавна администрација ја нема, а во ЕУ не се оди без неа. Се вели дека е тоа кичмата на секоја држава, некој кој што води напред, некој кој што ги знае европските регулативи, некој кој што умее и кој што е смел да им каже на политичарите дека не им се добри политиките и треба да бидат поинакви. Ништо од тоа. Ме критикуваат дека сум била идеалист, дека сум живеела во облаците на правдата, правото и правичноста. Ама, што вели Европската комисија деновиве? Дека ќе ги казнува земјите членки на Европската Унија, кои ќе ги кршат стандардите и правилата на правната држава. Па како тогаш ќе добиеме почеток за преговори? Веројатно, со она што го објаснува мудро, дипломатски, политички господинот Хан. Како вели дека следела подготвителна фаза. Па до кога ќе се подготвуваат? Нели, лани во јуни беше одредена едногодишна подготовка, која се состоеше во склучување на Преспанскиот договор и промена на името. Ама сега повторно ќе сме се подготвувале. И граѓаните, сите вие и ние и јас се прашуваме, па кого чекаме? До кога ќе чекаме? По 9 позитивни извештаи немаше датум за преговорите. Дојде клучниот ден од Д минатата година, дури и прослава организираа за идниот почеток, тоа е јунскиот почеток, но него повторно го нема.
Се разбира, сега веројатно ќе велат дека Европската Унија си има собствени проблеми, треба да го среди собствениот дом, особено по чекањето на излегувањето конечно на Обединетото кралство по Брекзит. Слушаме сериозни предупредувања дека дури ни за Црна Гора, која е на самиот праг на влезот, или пак за Србија, која половина од поглавијата ги има завршено, нема да дојдат на дневен ред, а ние се чини повторно ќе добиеме некоја специфична форма, некој посебен морков, кој што еве ќе се вика дополнителна подготовка пред почетокот на преговорите. Во меѓувреме, ние го сменивме името, а во меѓувреме, на почетокот на изборите европски што следат, го слушаме лидерот на опозицијата како вели дека има намера да не блокира на патот кон ЕУ. Ние се занесуваме дека она што е наречено во преговорите поглавје 23 и 24, право, правда, безбедност, а секогаш се почнува со него и се завршува со него, односно со нив, дека се вистинска реалност. Не. Јас мислам дека сега ќе дознаеме дека ЕУ подржува преговори, разговори, се разбира од практични причини, од прагматични причини, се разбира заради потребата од добрососедски односи, мир во регионот. Меѓутоа, тоа не е доволно за ЕУ. Сега намаса, сега во зборот, ќе дојдат на дневен ред владењето на правото. Има ли владење на право во Република Македонија? Има ли правна држава, би рекле германците? Дали има, реков веќе, државна и јавна квалификувана администрација? Нема. Дали нема непотизам? Дали е намален непотизмот? Не. Секаде го има. Дали има клиентелизам? Има. Нати дај ми кога ги вработуваат. Значи, фамилијата на оние кои се вклучени во мрежата на криминалот и корупцијата толку набоја од вашиот драгор, од нашиот драгор, од водата има повеќе во неа случаи на скандали, секој ден ги слушаме. Она што ме шокира деновиве е кога на некои митинзи гледам не само министри, дури и министерот за внатрешни работи во кампања, премиерот во кампања, се лутат кога велам дека иако ова не се парламентарни избори, треба да се преиспитаат од етички причини и да се обидат да делуваат технички, зашто тие се држава, премиери и министри на сите граѓани. Значи, јас не можам да направам разлика кога кој е премиер, а кога кој е председател на некоја партија. Не е убава сликата кога ќе видите министер за внатрешни или кога ќе видите дури една пратеничка со сопругот на митинзите во првиот ред. Тоа влева страв. Тоа не е добро за државата. И јас затоа и умпатувам порака дека треба да создадат благопријатен амбиент за фер и демократски избори, зашто тоа ќе биде еден од новите, по кој знај кој пат, критериуми после дебаклот и после рушењето на демократијата за време на референдумот, за сега да добиеме подготвителна фаза, можност за дополнително подготвување за дополнителниот почеток на преговорите по кој знае кој пат. Мнозина од вас, кога идев наваму,
ме прашува за вчерашната дебата. Да, тоа беше културна, пристојна дебата на универзитетски професори. Некогаш аргументите доминира, некогаш не доминираат тие, но што е она што јас сакам овде да го предочам? Значи, ако правдата за Македонија е напишана во нашата химна, тогаш јас како некој кој предава право имам еден проблем. Не само што пред премиерот на соседна Грција не ја чувме химната, што значи некој заборави на еден од најважните државни символи запишани во Уставот. Оти химната е државата, државата е химната, химната е македонската историја, химната повикува на македонските правдини, судбина ни била да се бориме за неа, ама така стануваме посилни и затоа овде има непрегледна река на луѓе што мене ме збунува. Благодарам. Многу ви благодарам. Сакам да посочам нешто. Патем, уште еднаш го проверив законот за химната, донесен 1992 година и подпишан од првиот председател Глигоров. Таа химна има текст и музика. Значи, она што деновиве се практикува да слушаме само музика е спротивно на законот. Тој закон се носи со двотретинско мнозинство, со исто мнозинство со кој што се носи и Уставот. Се прашувам тогаш, зарем оние што треба да ги извршуваат законите, треба да ги кршат? Не. Тоа не е во ред и тоа е срамно. Затоа мислам дека треба да ги предупредиме на почитување на владењето на правото. Се ближат изборите, председателските избори, и ќе речете, еве ја женава овде на бината и сега најважно е да победи и да стане председателка, зашто тоа може би го сонувала. Никогаш не сум помислувала дека ќе дојде ден кога ваков предизвик ќе прифатам. Верувајте ми, не можев да спијам, се думав, неколку пати се откажував, не зашто не сум храбра, туку заради одговорноста. Оти да убедите еден народ дека сте за него, со него, секогаш, да работите мислејќи дека не сте само тамо заради себе, за да го фатите моментот, да станете позната, туку за да решите некој проблем, е многу тешка дилема. Но јас сепак си дозволувам да ве повикам, да излезете на овие избори, зашто тие се многу важни. Тие значат не на она што го правеа. Тие значат не на она што беше потврдено како не, референдумот, но пораката не ја примија. Оти никогаш не било погласно тоа тивко мнозинство од над 65% луѓе кои останаа дома. Ништо не им значеше. Си продолжија со промената. Си имаат парламентарно послушно мнозинство од 80 пратеници и така прво си ги менуваат или носат законите и Уставот, а потоа само организираат хорско кревање на раце. Тоа е болно.
А ние зборуваме за независно судство. Кое беше тоа независно судство, кое се согласи, замислете, со она што го направија пратениците, со законот за амнестија, со измената на кривичниот законник за да се заштитат некои потенцијални обвинети. Не. Судството требаше да си суди според уставот и законите. Постојано ме прашуваат зошто не сум јасно и гласно не сум ги обвинила настаните од 27. Не знам колку пати треба да кажам дека јасно и гласно сум рекла дека секој што сторил дело треба да одговара. Ама тие со нивниот закон за амнестија ги амнестираа оние кои имаа исти обвиненија како луѓето кои останаа во затворот. Не само што ги ослободија од притвор, замислете, за да можат да гласаат, туку целосно ги ослободија, а потоа и ги наградија. Тоа ли е право и правда? Не. Тие така мислат, ама јас мислам дека до било која цел, па и до ЕУ и НАТО, не се стигнува со кршење на правото. Впрочем, примерот што ви го дадов, го докажува тоа. Веќе реков, не сакам да се повторувам, ама мислам дека е битно, дека тие всушност имаат и нечесен однос и кон ЕУ и кон НАТО, бидејќи честопати ги злоупотребуваат. Мислат дека повторувајќи како папагали 100 пати ЕУ, НАТО, дека ја со тоа ја изразуваат не само својата приврзеност, туку и својата подготвеност. Но не е така. Да мислеа на ЕУ и НАТО, немаше да ги стават во прашањето референдумско за кое мој колега, чувен шпански професор Карлос Флорес Хуберијас напиша дека е најбесрамното прашање во историјата на референдумите. Замислете. Па сигурно не е тој дел од опозицијата и сигурно не го напиша тоа заради респектот кон мене. Не, туку затоа што тоа што го предава, тоа на што ги учи студентите и јавно го кажува. Не бива од професор апологет. Не бива. И јас затоа се заблагодарувам на ВМРО ДПМНЕ, на конвенцијата, што подржа некој кој неколку пати и кога требало најдобронамерно упатувал критика, како што упатува сега критика жестока кон оваа власт. Не, на оние кои решиле да одат кон Европската Унија, на оние на кои владењето на правото им е најважно, не им пречи разликата во мислењата, кога е таа вистинска. И јас тоа го почитувам. Тоа ме охрабрува да верувам дека она во што јас верувам, во стручноста, во компетентноста, во квалитетот, во скромноста, во посветеноста на реформите, ќе биде и за нив вистински предизвик. Кога велам јас дека ќе тргнам од себе ако ме изберете за председателка и дека ќе се откажам од привилегиите, од тој закон за привилегии, зашто не е добро да бидете привилегиран кога народот вие се бори за опстанок, тоа е болно. Истото мислам дека ќе го направи и една идна влада, ќе тргне од себе, ќе тргне од свеста дека на оваа држава е потребна помала влада, помал парламент, помалку државни јавни службеници, зашто тогаш ќе покаже дека е реформски настроена. Јас верувам во тоа, затоа и стојам овде пред вас.
Се разбира, успешните председателски избори, мислам дека ќе добијат ново логично продолжение, да се надеваме дека премиерот ќе ја одржи бесата овој пат, дека ако се изгуби на председателските избори, на него мислам се разбира, на неговата партија, на нивниот кандидат, дека ќе собере сила и храброст еднаш, за да можеме ние да кажеме дека овој пат го одржа зборот и реши да распише предвремени парламентарни избори, дека тогаш на председателската приказна успешна ќе се надоврзе и една нова влада, на нова програма, на научени лекции, на нови европски чекори, кои ќе значат почитување на владењето и правото, борба со корупцијата и криминалот, развој на економијата. Ости, не се чувствувам добро кога слушам деновиве како во оценката на економските состојби во Македонија од надвор, конкретно од нашиот најголем економски партнер Германија и нејзините фирми, се вели 0,0,0. Тоа не е економија. Битни се суштински промени. Кога велат дека не сум реална, дека мислам дека Преспанскиот договор, бидејќи има сериозни проблеми со неусогласеноста со Уставот и со меѓународното право, па сум мислила дека прашањето е затворено, а јас сум велела дека е отворено, не можам да не го кажам ова. Се разбира дека јас не зборувам напамет како правник. Ги читам одредбите од Уставот. Да, тамо пишува дека меѓународните договори се составен дел на правниот поредок на Македонија по ратификацијата во согласност со Уставот. Дали законот за ратификација беше на Преспанскиот договор донесен во согласност со Уставот? Не беше. Се вели исто така дека меѓународните договори во името на Република Македонија ги склучува председателот на државата, а владата само тогаш кога е тоа утврдено во законот за склучување, ратификација и спроведување на меѓународните договори. Не треба да сте правници. Отворете поглед, фрлете поглед на законот, да видите во членот 3 дали нешто што наликува на име е тамо споменато. Не. Значи, еве ви уште едно кршење. Да не говорам за правото на самоопределување на секој народ, загарантирано со пактот, конвенцијата за граѓански и политички права за сите народи. Зошто би бил малиот, вреден, борбен, чесен, достоинствен македонски народ исклучок? Не. Меѓународното право задолжително важи за сите. Значи, јас не велам дека во овој анархичен свет со сила би посегнале по некакви промени, јас само велам дека секогаш кога некој правник знае, без оглед дали е од Македонија или од Соединетите Американски држави или од Шпанија, дека некои акти, дека некои закони, дека некои промени се надвор од уставното право и од задолжителното меѓународно право, дека стои еден прашалник тамо. Не можам да не речам дека не се чувствувам пријатно кога ја слушам химната.
прекрасно се чувствувам, ама имам еден страв. До кога, како, дали ќе издржам кога на спортски настани или на меѓународни настани или на меѓудржавни настани нема да ја слушаме или само музиката. Дали е доволно само сами да си ја пееме? Не. Тоа што сите, ама ја знам што ќе се случува секаде. Тогаш толку ќе биде гласно пеењето на граѓаните. Секаде, на секој настан, што тоа нив ќе ги заболе. Како што нас не боли кога ја нема. Мислам дека тоа е нешто што мораме да го смениме. Студено и еве јас ќе гледам да забрзам. Што би правила како председателка? Се разбира, тоа што го правеа претходните председатели, секој на свој начин, беше одобрено и поздравено од народот, ќе го продолжам. Може би нешто ќе правам почесто, а може би нешто не, може би сигурно ќе направам нешто ново или ако сакате по-женски. Прво, ќе се обкружам, повторувам, ќе се обкружам, бидејќи мојата филозофија е тоа што го кажувам сега или што го кажував деновиве, никогаш нема да го заборавам. Туку ќе го помнам и ќе го спроведувам. Ќе правам нешто што е спротивно на онаа филозофија што сега се спроведува во нашата земја. Значи, ќе се обкружам со луѓе од знаење, луѓе од доверба, луѓе со креација, со интегритет, со дигнитет, во кабинетот. Сите нивни биографии нема да бидат скриени, ќе ги знаете. Зошто е така? И заради квалитетната работа, критичка се разбира кон одлуките на председателот, но и за да пратиме порака кон оние надвор и оние најдобрите млади кои се уште се тука, дека најдоброто ќе биде почитувано и вреднувано, дека тие ќе дојдат на вистинските места, зашто Европска Македонија само тие луѓе може да градат. Ако ја видите нивната листа на советници, веднаш ќе се запрашате, зарем овие луѓе ќе ги советуваат, ама според тоа кого треба да советуваат, може би и вистинско друштво се. Не, ние ќе се обкружиме со најголеми критичари, домашни и странски. Оти само од нив имате корис, не од обожавателите, не од послушниците. Секаде каде што имам надлежност, во Уставниот суд, во Советот за безбедност, кај гувернерот на Народната банка, кај воените аташеа, кај генералштабот, кај генералите, секогаш ќе се водам од стручноста и компетентноста, не од партиската припадност, не од политичката припадност, и јас ја молам партијата што ме подржа да го почитува тоа. Убедена сум дека ќе биде така. Само од тие луѓе ќе имаме корис, од и представата што ќе ја шират ни светот за малата Македонија ќе биде убава. Ако праќате надвор луѓе без знаење, без дигнитет и интегритет, ќе мислат дека сите ние сме како нив. Јас ќе ги враќам ваквите луѓе од амбасадите, бидејќи ние не заслужуваме такви луѓе да не представуваат. Се разбира, она што исто така ќе го направам, сте го чуле, ќе го применувам ветото. Тоа е важен инструмент на контрола на законодавната власт.
оти и пратениците можат да сгрешат. Тогаш со ветото ги предупредувате. Да, вие сте законодавец, им велете. Меѓутоа, погледнете уште еднаш подлабоко во решенијата. Мислам дека не водат сметка за уставот и законите. Се разбира, очекувам тогаш со респект да се однесуваат, да ги разгледаат решенијата, а не како што правеа само да гласаат. Верувале или не, во компаративната практика на развиените демократии, председателот е тој кој што го дава законот на објавување, зашто без негов подпис не може да важи указот, а кај нас без негов подпис си се објавуваат законите. Тоа не е во ред. Јас тоа нема да го дозволам. Еве една нова по женски надлежност проведувана, тоа е уставна надлежност, која на прв поглед изгледа беззначајна. Да се обраќа председателот пред собранието. Јас тоа ќе го правам како жена, како професорка, како одговорен човек, многу почесто. Зошто? Зошто на дневен ред ќе ги ставам вашите проблеми, проблемите на најранливите групи, на лицата со посебни потреби, проблемите на пензионерите, проблемите на младите, проблемите на лекарите, проблемите врзани за лошото образование. Оти, ако меѓу гласачите ги има нив, а председателот вели дека ќе ги представува нив, каков е тој председател, односно председателка, која ги заборавила нивните проблеми? Се разбира, луѓето пред екраните ќе го следат тоа, ќе го почитуваат ако навистина нивните интереси се на дневен ред. Се надевам дека една идна влада слично ќе се однесува. Еве само за инспирација, да не се мешам во извршната власт друга. Замислете, например, би сакала председателот на собранието да не гласа, освен ако не е неговиот глас неопходен. Зошто? Не за да глуми англичанец, туку затоа што таквиот председател покажува неутралност, покажува дека е човек на парламентот, па и на опозицијата. Или замислете, например, пратенички прашања во Македонија има само еднаш во месецот. Пратенички прашања во британскиот парламент има секој ден. 2 часа, а еден ден премиерот одговара на пратеничките прашања. Епа тогаш, моето откажување и откажувањето од привилегиите или реформската настроеност на еден иден премиер и влада во синергија ќе ја демократизираат Македонија. Бенефитот ќе биде на ваша страна. Јас сум за правда, за правдини, за поинакво владење, за добро управување. Јас сум за Европска Македонија. Сигурна сум дека вие сте уште повеќе за тоа.